за идентитетот, припадност и раните на Балканот. Ќе разговарам со професор Ивана Трајановска, универзитетски професор, деканка на Универзитетот Американ Коледж, преведувачка. Повод за нејзиното гостување е неодамнешната нова нејзина книга, роман, Јета. Ова е трет нејзин роман од изминативе неколку години. Претходно романите Разгледници од 2008 и Деса од 2021 година. Добре дојдовте во емисијата. Деканка сте на Универзитетот Американ Коледж, пишувате романи. Како ги менаџирате овие или ги успевате да се најдете и меѓу младите, но и да издвоите време да пишете по некоја реченица? Ви благодарам најнапред за поканата, многу ми е драго, чест ми е да сум во емисијата. Да, јас сум декан на Факултетот за странски јазици на Универзитетот Американ Коледж Скопје. Тоа навидум може би личат како различни професии и различни улоги, но работењето со млади и пишувањето всушност се многу сродни. Јас предавам книжевност, предавам англиска книжевност, потоа интеркултурна комуникација. Значи тоа се работи кои што се дел од мојот професионален живот. Меѓутоа пишувањето е нешто со кое што се занимавам од секогаш, од кога знам за себе. Каква е може да направите компарација помеѓу македонската и англиската книжевност? Па тоа би било многу тешко, иако јас во моите романи, дали може би и поради тоа што од секогаш сум била заинтересирана за светската книжевност, па некако животот ме однел во англиската книжевност, јас и во моите романи правам некои интертекстуални паралели и црпам инспирации, тоа е дел од мене, јас многу верувам во искуството. Така што во моите романи јас не можам да се одделам од сопственото искуство, така што дел од англиската книжевност може да се почувствува и во моите романи. Како се роди романот Јета и ликот во него? Инаку Јета е тајното партизанско име на ликот Кадрие, албанка со муслиманско потекло. Ликот на Јета и самиот роман е нешто што почнав да го пишувам во 2022 година за време на писателска резиденција во Тирана. И со предходниот мој роман Деса и со овој Јета, јас се обидувам да придонесам кон македонската книжевност, односно и кон книжевноста воопшто, со два женски лика, роман име, кои сметам дека се неопходни или недостигаат во македонската книжевност. Сметам дека на македонската книжевност и недостига жена албанка, која што учествувала во формирањето на оваа држава, и со тоа сакав да направам и еден таков гест. И секако причината е многу слојна. Инспирацијата па и во моите претходни романи се вистински ликови, така што инспирацијата за Јета е бабата на мојот сопруг, која што таа Керима Муча, партизанка, првоборец во Народно-ослободителната војна. Меѓутоа, романот е фикција, меѓутоа јас поаѓам од еден лик кој навистина сум го запознала, од една жена која што оставила огромен впечаток во мојот живот. Таа е одамна почината и од таа појдовна точка изградив една сосема нова приказна. Во романот се навраќате и ставате акцент на општествените и политички промени на Балканот во текот на 20-тиот век, од партизанската борба до социјалистичката обнова, па и до распадот и создавањето на независна Република Македонија. Денеска и во минатото може да направите на компарација во делот соживот и мултикултурализам. Во романот вистина е опфатен еден голем период, иако фокалната точка во романот е практично еден момент кога една жена, всушност Јета во романот е мртва. Јета на албански значи живот. Таа во романот ликот представува столб на семејството. Таа одлучува, таа е самохрана мајка на 2 сина, одлучува да ги одгледа своите синови сама. И во романот го следиме животот на цело едно семејство, на сите нејзини внуци, правнуци. Буквално во 100 страници се обидувам да прикажам една панорама на еден дел
за кои многу ретко зборуваме. Меѓутоа, центарот, фокалната точка е буквално една жена која што од почетокот до крајот на романот е всушност почината и се обидува да се освести, да стане свесна дека нејзиното време завршило. Така што Јета во романот е една метафора за социјализмот, за социјал-комунизмот, како сакаме може да го нарекуваме, за Југославија, за нашето општество кое што континуирано се навраќа кон минатото и дури да ги земеме неминовно и неприкосновено сите придобивки, особено за Република Македонија од нашето југословенско минато, кога едно општество континуирано се држи и гледа наназад, неизбежно нема иднина. Така што во Јета во еден момент од живот прераснува во проклетство, во сениште кое го демне семејството и која не му дозволува да оди понатаму, во смисол на метафора на нашето општество да продолжи понатаму. Или што би рекол Џојс, историјата е кошмар од кој се обидувам да се разбудам. Како би го дефинирале мултикултурализмот надвор од формалните политики? Воопшто не би се обидала да го дефинирам мултикултурализмот во рамки на политиката. Сметам дека политичкиот дискурс има многу наштетено на нашиот соживот. Мултикултурализмот во теоријата е појдовна точка. Таа е концепт кој што подразбира на еден простор да живеат повеќе култури. Но јас многу ми се допаѓа едно интервју на Горан Стефановски во Стокхолм, каде што вели секоја култура е мултикултура. Значи не постои тој еден приод во реалноста, не во теоријата, кон културата како една монолитна, хомогена средина или група на луѓе е сосема илузорна, таа е генерализација, тоа е воопштување на реалноста. Ниту големите европски цивилизации никогаш не се монолитни. Така што во нашето општество мултикултурализмот е, да речеме, таа појдовна точка реалност во која што ние сме овде на овој простор, повеќе луѓе од повеќе култури, дали сакате етнички, дали сакате верски, живеат заедно. Меѓутоа, дали има соживот е едно друго прашање. Затоа јас во романот зборувам повеќе и за интеркултурализмот, а тоа е колку тие мали меурчиња од различни, култури, заедници, комуницираат меѓу себе, имаат соживот, имаат пријателства, се заљубуваат едни во други, склопуваат пријателства кои траат цел живот, живеат заедно. Бидејќи ставате акцент на соживотот, вклучувајќи и потребата, односно се понагласената оттуѓеност кај луѓето. Дали и денеска го живееме тој модел на живот? Да, јас сум убедена. Романот и почнува, прави една перспектива од почетокот на 20-тиот век, завршува во денешно време. Значи, романот завршува во буквално овие неколку години. Јас сум убедена и јас тоа го живеам секојдневно. Соживотот е ставен на рамниште на една фарса, јас би рекла, бидејќи многу дури ние како македонци не сме свесни, или како македонско општество, особено за македонците, не сме ни свесни колку во нашиот јазик користиме изрази, фрази кои што покажуваат всушност една длабоки предрасуди, длабоки стереотипи, едно дискриминаторски однос кон се што е различно од нас, се што е поинакво. Кој е изворот на таквиот модел на дискриминација? Па изворот може да се бара во... Јас многу вина полагам во политичките субјекти, во јавниот дискурс. Ние многу малку зборуваме на едно поинакво човечко ниво за соживотот. Ние зборуваме за политички концепти, а не за што се случува меѓу нас, меѓу луѓето, колку ние како општество соработуваме, колку се познаваме. Верувајте, ја запознав писатели албанци од кај нас не во Скопје, туку во Тирана. Ние воопшто немаме контакт. Доколку немаме некои лични или други од друго места за да комуницираме. Зошто фали тој живот на едни до други, а функционира на принципот едни спроти други?
Да. Зошто не достига, тоа е добро прашање. Јас во романот зборувам не само за односот македонци и албанци и за идентитетот како приказна, бидејќи целото семејство на ликот Јета потоа трга по разли патишта од секој со својот изборот на својот партнер си го бара местото во светот. Така што од нерелигиозно комунистичко семејство, едниот син сосема се наоѓа во исламот, другиот останува на својата секуларност, другите, некои од внуците одат во странство и сосема забораваат на нивното, да речеме, албанско минато и веруваат во тоа дека се македонци, затоа што нивниот татко се жени со македонка. Значи, поаѓам од концептот, ние овдека на Балканот сме некако уверени во таа етничка припадност како некоја фиксна категорија, неменлива. Може би звучи дури премногу директно, меѓутоа посочувајќи на ваков контрастен начин колку идентитетот е приказна, би сакала да ги луѓето да се замислат, ние како луѓе да се замислиме што е она за кое што толку се држиме како нешто непроменливо. Кога велите низ македонската книжевност поставува прашања, добивате одговори? За жал, книжевноста е такво нешто, па како и образованието, каде одговорите не се добиваат веднаш. Не е, да речеме, како во бизнисот, инвестирам и го очекувам повратот на инвестицијата за 1, 2 или 3 години. Во образованието и во книжевноста одговорите се добиваат некако не знаете всушност кога ќе ги добиете. Тоа е вложување во нешто со една желба работите да се променат. А да бидеме сведоци, да видиме какви промени ќе донесе. Во Јета ставате акцент на идентитетот. Подолг период, една од главните теми ни е околу заштитата на македонскиот идентитет, одбраната на македонските национални интереси. Има ли простор за загриженост околу македонскиот идентитет, дека ни го споруваат и во вакви околности кога нашите уметници, писатели, книжевни работници, не само дома и надвор од границите на државата, творат безпрекорно на македонски јазик, се преведуваат наши дела и на бугарски, и на англиски, и на хрватски. Така. Мојот претходен роман Деса, кој беше објавен во 2021 година, финалист за роман на годината, е објавен во Албанија, во Тирана, за тиранска издавачка куќа од преведувачка бугарка. Така што, ако ме прашувате лично и професионално, во однос, бидејќи јас работам со интеркултурна комуникација од 2009 година, и континуирано работам кон едно интеркултурно разбирање и развивање на интеркултурни компетенции и вештини ке студентите и ке младите генерално, ни во теоријата, ни во реалноста, лично јас не верувам во можноста некој нешто да ви одземе. Јас не сум јас точно знам која сум. Воопшто не гледам причина зошто би се навраќала како се формирал, односно не да се навраќам во таа смисла, да се објаснувам и да докажувам како се формирал македонскиот идентитет, особено не во политичка смисла. Тоа е работа на науката. Науката се занимава со формирањето на различни идентитети. Јас затоа велам, јас во романот една главна поента идентитетот е приказна. Она што е важно за еден македонец денес е дека има своја држава, дека има свој јазик и дека знае кој е. Ако знае кој е, идентитетот не се тоа опипливи категории. Идентитетот влежи во вредности, во верувања и во значи тоа се едни апстрактни категории. Во теоријата се вели дека идентитетот, културата не е оние културни артефакти кои што ќе ви речат припаѓале во овој век или во оној век, имале вакво или онакво влијание. Културата се носи во вредностите, односно културата лежи во луѓето. Единствено нешто што ние како општество или како македонци треба да ја прифатиме, нашата неопходна работа. Значи, ние треба да работиме. А кога велам да работиме, не кон заштита, некоја метафизичка на идентитетот, туку да работиме она што ни е работа. Јас сум професор, јас предавам, работам, предавам во странство. Секаде каде што одам, се знае дека сум јас, Ивана Трајановска, од Македонија, професорка на универзитет во Македонија.
пишувам на македонски јазик. Значи, тоа не се метафизички борби. Тоа се практични борби преку сериозна работа и давање нешто кон светската цивилизација, во светот. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Ви благодарам и вас за поканата. Летните горештини почнаа, пред нас е уште еден продолжен викенд, а вие гледате уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до едниот петок во исто време.